Бројни реакции во јавноста по апсењето на градоначалникот на општина Пустец Едмонд Темелко. Партиите и здруженијата на македонците во Албанија бараат безусловно ослободување на Темелко, бидејќи како што тврдат од неговата партија, тој никогаш не се криел ниту бегал, туку редовно се јавувал секоја среда и во Скопскиот кривичен и во Основниот суд во Ресен, во согласност со претходно утврдените мерки на претпазливост, при што му беше одземен само македонскиот пасош. Од Македонската алијанса за европска интеграција сметаат дека вчерашното приведување на Темелко представува навреда за сите македонци во Република Албанија и е дел од оркестрираната асимилација од албанската држава и бугарската пропаганда. Од неговата партија додаваат дека се работи за политичка хајка против единствениот градоначалник македонец на само една општина во Албанија. Со осуда за апсењето на актуелниот градоначалник на Пустец и Светскиот македонски конгрес и Македонското друштво Илинден од Албанија. Македонците во Албанија се згрозени од приведувањето на Едмонд Темелко и бараат итно ослободување од гонење и извинување за повреда на честа и неговиот углед и на македонците во Република Албанија, се наведува во соопштението, во кое се додава дека приведувањето на Темелко според нив е антимакедонско и со долгорочни последици по положбата и правата на македонците во Албанија. Реагираа и од ВМРО-ДПМН. Од партијата обвинуваат дека СДСМ се изживува со Едмонд Темелко, кој е со животно загрозено здравје, а во исто време, како што се вели во соопштението, владата на Заев со законот за амнестија ослободува криминалци да им бидат адут на изборите. Темелко вчера беше приведен во Скопје, откако сам се пријавил во полиција. Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 претходно го прифати барањето на специјалното јавно обвинителство и му определи на градоначалникот на Пустец мерка 30-дневен притвор поради нивните сознанија дека Темелко неколку пати ја минувал границата со албански документи и не се јавувал редовно во судот. Темелко е обвинет во случајот Титаник на СЈ за изборни нерегуларности на локалните избори во 2013 година.